Уште една убава приказна ќе споделиме во следните минути или некаде кон крајот. Некако инспирирани и така ни беше нели планот да го поврземе сето ова со Крушево или инспирирани од приказната за зелени дестинации. Веројатно на сите ни е желба и Македонија да ја видиме, бидејќи ние сме планинска земја и зелена земја. Огромен е потенцијалот, но сите ние би се радувале кога ќе можеме да излеземе од своите домови и да уживаме во глетката на секаде околу нас, а сега за жал не е така. И многу пати изминатиот период велиме во моментов Скопје е можеби во најлошата слика и состојба која што може да ја има низ годиниве, но убаво е кога постојат поединци кои што сакаат да го менуваат светот, да го менуваат своето секојдневие или градот во кој што живеат и функционираат. Еден таков пример, успешен, кој што се надевам ќе мотивира уште многу од вас да го направат, не може би тоа што тој го прави, но нешто слично за подобрување на животната средина во просторот каде што живееме и работиме. Па затоа ви го представуваме Андреј Рајатовски. А да му дадеме ние на поединецот аплауз? Еден аплауз, да, за градинарот. Многу попознат така по социјалните медиуми, на YouTube каналот и на нели Instagram, TikTok, каде се си на секаде си, за да стигнеш до што поголем број на луѓе. Андреј, добре ни дојде. Добро ве најдов. Те лоцирапме, те мапиравме и те донесовме во Утринска. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашата публика. Да, знаеш како, Цеце, и јас кога го разгледавме профилот си велам, ете го примерот на тоа што некој пат големиот Махатма Ганди го има кажано, промената започна од себе или биди промената што треба да ја направиш од себе, и си велам, ова е суптилен, убав протест, директен до непослушноста, до хаосот, до неуредноста на нашата до глувите институции. Скопје, имено. И си велам, ова е тој протест кој што треба да го правиме. Не толку со голема галама, па и некаква вербална пресметка. Ова е начинот. Делата го покажа трудот на Андреј како сака да ја види промената и убавото Скопје. Можеби, верувам дека некој така го како метафора можеби. Точно. Верувам дека некој така го сватил повеќето, би рекол, но главната причина реално не ми беше таа. Јас бев инспириран од слични креатори на слична содржина, странци кои што прават вакви трансформации, и реков зошто да не го правам тоа во Македонија, кога секако имам материјал за снимање. Кога има многу потенцијал. Да. Што беше првото нешто што го уреди, направи да заличи на нешто? Така, па претежно се локации каде што јас често движам и ги гледам дека им треба таква акција. И првата локација беше баш блиску до местото каде што живеам, јас често движам. Така да во аеродром ни спомена, така таму. Да, блиску до местото каде што јас живеам и сите досегашни локации кои што ги имам уредено се во тука во близина. Во твое обкружување. Да. Еве веќе гледам и некои од видеата кои што ти ги споделуваш и реакциите се одлични од нели луѓето, од случајните минувачи можеби се чудат, велат што ли прави ова момче тука, затоа што си опремен фул, така? Да. И многу е тоа интересно, затоа јас тој те прашав пред малку зад камери, каква се опрема е потребна и од каде знаењето за сето тоа, затоа што нели некој можеби не знае, ни треба да искуси. Јасно. Па јас. А ти умеш? Ама се учи на крајот. Се учи апсолутно, да. Дел од овие алати јас прв пат ги користам, меѓутоа лесно се снајдов бидејќи сум растен во куќа со двор, сум работел физичка работа, сум користел различен алат, така да лесно. Не ти е непознат терен. Не ми е непознат терен, лесно се снајдов и добро. Мислам дека си, Андреј, конкретен пример за тоа што велиме ние, кога ќе ги научиме социјалните медиуми, сите овие кои што ги спомена каде што си присутен, како нашиот животен алгоритам ќе го научиме да колаборира со социјалните медиуми и да ни покажа примери како што велиш од мал милион и лоши и добри примери кои што ги имаме денеска ги дигестираме на социјалните медиуми, нели? Ќе се сложиш? Така. Ете, одиш на некои конкретни, те повикуваат натрешно, направи промена и така започнува. Инаку, дали веќе некои, можеби, не знам, твои соседи, случајни минувачи знаат, не само да честитат, да ти речат, ајде Андреј да се фатиме да се сукаме ракави сега. Ти помага заеднички да направиме некој проект. Па да, има доста и коментари на социјални мрежи искрено за да се приклучат во иницијативата, да за нешто да направиме заедничко. Да, зошто да не, јас пак викам, ќе гледам да направам некоја заедничка акција каде што ќе можам да повикам и волонтери, сепак се работи со алат, не е со гола рака. Така е.
не би можел секој ова да го Види направи. да имаш барем некој ѓубрето да го собере и тоа е нешто, така? Точно. Ти да ја работиш работата, друг некој да собира. Ќе гледам да организираме некоја волонтерска акција каде што би исчистиле некој поголем дел, да речеме некој паркче кое што е запуштено, кое што му треба таква акција, доколку најдам јас или некој доколку најде, јас ја пишав еднаш и на социјалните мрежи, слободно нека ми прати во порака, ќе гледаме што можеме да. Ова е повик во моментот се е во екот политичките избори, конкретно за градоначалник, и ова е повик до сите градски татковци и мајки, можеби кои што ќе се најдат, можеби на тие некои позиции челни, дека вака треба да се колаборира со локалната заедница, со поточно не да бидеме само ние повикувачи на нешто, толку ова е примерот, ова е конкретниот пример, затоа велам дека ова е за мене во моите очи тоа е призмата. Апсолутно го гледам Андре како еден личен мал, меѓутоа оптимистичен протест. До сега колку имаш документирано вакви издани хортикултурни? Објавено имам, ако не се лажам, 5 или 6, можеби се повеќе сега ќе се збунам, но имам уште неколку веќе снимани локации, така да би рекол десетина се на се до сега снимани, така да ќе видиме до кај. И тоа не е мала површината која што ја правиш. Не. Продолжуваш со тоа темпо. Андре, дали треба некаква дозвола можеби за ова? Дали покрај жилбата што ја имаш да направиш нешто добро, дали луташ низ некои административни процеси? Па јас пред да го започнам сето ова, отидов да се распрашам прво до град Скопје, па до паркови зеленило, дали смеам воопшто тоа да го правам и така натаму. Добив усна дозвола од град Скопје дека смеам да го правам тоа, бидејќи е сепак за општо добро и не кршам никаков закон. Добро, а инаку е реално работа на паркови зеленила? Не знам, искрено не знам кој е надлежен за тоа, не знам. Но тој што е надлежен очигледно не ја врши работата. Прво си пратив мејл уредно, а бидејќи не бев ни во државата, пратив мејл, ми вратија нешто што не е за мене конкретен одговор и реков ај зашто не отидам директно во живо да прашам, добив усна дозвола. Единствено што не смеам и јас би одбегнувал е да кратам гранки дрва, бидејќи за нив, колку што знам, треба дозвола се добие од градот. Така да се што е останато вака израснато треба не би. И дали сега вака кога шеташ не само низ аеродром, низ повеќето населби низ градов, дали си лоцираш вака делчиња кои што чекин лист, така мапираш? Така и ги наоѓам локациите реално, кога движам низ град на тие локации кај што има потребно, се ги запишувам во телефон чисто. Јас се прашувам сега какви ти се односно каков ти е универзално кажано кај младиот јазик на генерација Z инбоксот, односно твоите пораки. Претпоставам дека веќе голем дел од македонските граѓани ти пишуваат Андреј, дојди на оваа локација. Има и такви нормално, меѓутоа повеќето се охрабрувачки, едноставно така поддршка во инбокс имам. Има такви што ми праќаат локации, дојди ова заради дека добро видео би испаднал и така натаму. Да, ги запишуваме некои интересни видеа што мислам дека би биле, така да. Јас не можам, само вака си гледам архива некоја наша лична, колку се како тебе момци и девојки последните години од твоја генерација направија вакви можеби нели своји лични проекти, меѓутоа многу државни национални кои што баш прават некаква разлика што се вели. Некако сензибилитетот што велиме со Цеце некако веројатно не знам дали си го запознал тоа кеса на 10. Да. Нешто слично тоа е сензибилитетот кој што го правите заедно со него, затоа што се ако смеам, извини што те прекинувам. Бев на една од неговите акции на Филип, летните што беа не можев бидејќи не бев тука, меѓутоа една бев, мислам дека центар кога го чистевме. И зборнавме со него, сега немаме уште одредено, меѓутоа заеднички да се би направиле, можно е нешто би направиле и заеднички некои акции. Затоа што ми доаѓа прашањето, претпоставам не само ти хортикултурно сега вака како што можеме да го гледаме тоа и да го екранизираме за сите пријатели на Телма, туку 100% сигурно има толку многу отпадоци кои што ќе ги најдеш. Има, на местата кај што бев можеше да се најде точно. За жал. Пред малку спомена не си бил во земјава, за тоа можеме да им го споделиме на гледачите дека всушност одреден дел од твојот живот го минуваш во Словенија. Ние и пред малку споменавме Словенија како земја зелена со огромен потенцијал. Каде конкретно живееше таму и дали од таму некои примери сакаш да ги донесеш тука? Дали кога можеби си правиш некои споредби и паралели на секојдневијата таму со чисти средени површини, а тука за жал не е така. Да, многу голема е разликата реално ако зборуваме. Јас бев во едно мало местенце кое што се вика Блед
Тоа е блиску до австрийска Тоа е граница. значено место. Да. Многу убаво. Многу убаво местенце со мало езерце, пресредано би рекол. Многу голема е разликата реално за од тука до таму. И јас искрено не видов таму ни контењер изваден на улица, и тие мали кантички што ги имаат се чистат редовно. Затоа и што се еколошката дезинфицираат. свест е многу голема. Така да, присутна. многу сме далеко од тоа. Андреј, дали можеби планираш, кога би останале прагматични на идејата во случајот на градинара.мк, да ја претвориш можеби во некоја платформа едукативна, која што ќе се разработи како програма, пилот програма за млади кои што би се вклучиле и на овој начин да делуваат? Можеби. Сега имам стварно многу идеи. Се уште ми е главата во глава хаос, бидејќи не очекував искрено првото видео да отиде толку вирално, да биде толку видено и сите наредни, така да имам доста идеи, ќе видиме што ќе се случува во иднина. Имам доста идеи, ќе видиме што ќе се реализира од сето Да тоа. прашаме те која е следната дестинација каде може да се приклучат сите оние кои што сакаат заедно со тебе? Ќе направиш ли нешто така од поголем? Да, јавен калибар? веројатно размери. доколку правиме би требало да правиме, би објавил се извинувам, би објавил локацијата која што ќе биде и доколку има волонтери заинтересирани, а верувам дека има, бидејќи доста ми пишуваат и по коментари и во пораки. Ќе објавам локацијата и би се собрале, би рекол, некоја недела кога се луѓето послободни. Има доста млади кои што пишуваат сериозно? Има доста, да, има доста. И во коментари и во пораки. Веројатно тоа е тој бунт и револт од младината еден манифест е тоа, така е. За се што не обкружува и незадоволството кое што секојдневно го имаат. Андреј, кои се оние, спомена дека ова го правиш по примерот на некои светски познати дали јутјубери, креатори на такви контенти. Кои се тие, ако може да ни ги споделиш, можеби и други луѓе ќе бидат заинтересирани да видат некоја слична приказна. Можат да ги проверат. SB Mowing ми е онака. И како ти ги запозна, затоа што ги запознал. Како почна да ги следиш? На социјалните мрежи, јас од поодамна да речам ми излегува такви содржини и кога навлегов онака, стварно таквата содржина ми привлекуваше внимание. Затоа алгоритмот си го навигирал. Да, и од едно видео што ќе видиш, кога ќе отвориш профилот, кога ќе отвориш YouTube профилот, каде што имаат и поголеми површини со поголеми видеа, еден од нив е SB Mowing, кој што ми е мене... SB Mowing? SB Mowing, да. Човекот е од Америка, и сега не знам таму какви им се правилата и законите, меѓутоа човекот уредува приватни имоти на луѓе кои што не можат да си го средат дворот. Да. Или некои кои што се домови запуштени чисто за околината да изгледа побаво. Да изгледа побаво, на комшиите да им биде подобро, бидејќи таму имаат сигурно и други правила, верувам, за сите градини не смеат да имаат прераснати треви и така натаму, имаат закони многу поригорозни, би рекол, од кај нас. Другиот е Nathan Sloan and Gardens. Тој е човек од Австралија, кој што често оди во Америка да прави такви акции со колаборација со други креатори. Тој човек Далеку може да се стигне. Да, тој човек има и исто на јавни површини како ја што правам. Се не знам кај нашол во Австралија реално да чисти јавни површини, меѓутоа има такви видеи и стварно се онака инспиративни и да ти предизвикаат сатисфакција. И ти предизвика денеска, пријателе. Мислам, ја верувам дека денес социјалните алатки ни се најбезбедното, нели, средство кај што ќе си видиме, ќе си најдеме некоја инспиративна приказна, ама за оние кои што можеби не се уште го посетиле градинара.мк, ќе си појдат, тоа е твој личен профил кој што го создаде токму со овие видеа и се надевам дека за некоја година, некој месец можеби повторно не само што ќе не повикаш, туку и ќе излеземе многу во пообемен број да помогнеме. Ете, ако веќе сме повикот на нашата генерација. Се надевам ќе има такво нешто. Ти благодариме уште еднаш за учеството. Благодариме вас. Драго ни што се запознавме и ние ќе те следиме и понатаму што и како работиш и тука сме да поддржиме се што е добро и квалитетно. Како велиме ние, телма е со приказни кои што инспирираат. Тоа сакаме да го донесеме, да биде една позитивна промена во етерот.